Со денови, американските официјални лица зборуваат за проширување на воздушните напади и во Сирија, а кои веќе се случуваат во Ирак. Изгледа дека таква акција може да биде одложена. Председателот Обама вчера на новинарите им кажа дека се уште развива стратегија за справување со милитантите на Исламската држава или ИСИЛ. Искоренувањето на ракот како ИСИЛ нема да биде брзо ниту лесно, но јас сум убеден дека можеме и дека тоа ќе го сториме работејќи со нашите партнери. Од наша страна побарав од секретарот Хегел и командантот на Сдружениот генералштаб да подготват опции. Председателот го испраќа државниот секретар Џон Кери на Блискиот Исток да помогне да се изгради коалиција за поразување на милитантите, кои донесоа бран на насилство што вклучува и напади на ирачките христијани и други малцински заедници, и неодамна на видео снимка го покажа убивањето на американскиот новинар Џејмс Фоли. Обама исто така работи на одговорот на друга криза во Украина, која ја обвинува Русија за испраќање на стотици трупи на нејзина територија. Сателитски снимки на НАТО покажуваат руски артилериски позиции во Украина. Обама кажа дека Русија е одговорна за насилството во државата, но не објави никакви мерки против Москва. Во нашите консултации со европските сојузници и партнери, моје очекување е дека ќе преземеме дополнителни чекори пред се, затоа што не сме виделе никаква значајна акција од страна на Русија, практично да се обидува да го реши ова на дипломатски начин. Председателот вели дека исто така ќе има и консултации со Конгресот во врска со Сирија пред да оди со воена акција. Законодавците се уште се на одмор, што значи дека тоа ќе почека барем уште неколку дена.